После завршувањето на празниците и неколку неделниот одмор, учениците од Македонска Каменица започнаа со следење на наставата предвидена со годишната програма за второто полугодие. Од прво до четврто со физичко присуство, а останатите до девето одделени од дома преку виртуелно присуство на час. Поголемиот дел од учениците, клупите и холовите беа празни, низ пишани табли, без оној детски џагор на кој сме навикнати и ги имаше пред појавата на корона пандемијата. Во првото полугодие најголем предизвик беше како наставниците ќе се снајдат со наставата од далечина. Но овој предизвик по спроведените обуки за наставниците е надминат и второто полугодие го продолжуваме по веќе воспоставениот хибриден модел, односно онлайн, со физичко присуство и со следење часови преку телевизија, но и истовремено следење на здравствената состојба со приложување на дневен секојдневен извештај до МОН. Во текот на првото полугодие, основното училиште од Каменица има обезбедено 150 таблети наменети за учениците кои не беа во можност да ја следат наставата преку интернет, заедно со најголемата компанија во овој град, родниците Золово и Цинк Саса. За учениците во текот на првото полугодие успеавме да обезбедиме 150 таблет компјутери, благодарение на спонзорството, односно донацијата на Рудници Саса, а преку училиштето набавивме 60 нови лаптопи со цел зајакнување на условите за работа на наставниците и учениците истовремено и создавање на квалитетно образование за сите. Како што кажа директорката, денеска учениците се најавиле на онлайн алатката за следење на настава и немало некои технички проблеми. Со зајакнување на интернетот се надминуваат сите технички барања. Наставата се одвива непречено. По 3-неделен зимски распуст, основците денес се вратија на настава преди уредите и во училишните клупи за да го продолжат второто полугодие од учебната 2020-2021 година. Ово училиште ги обезбедува и се придржува до сите оние мерки на предпазливост и вршење на редовна дезинфекција на целиот објект, за да се намалат можностите на минимум за појава на коронавирус.